Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание. Малку попозитивна имаме енергија. Предпоставам дека тоа и со годините иде, нели? Ќе имаш малце здравствени проблеми, па биоритмот ќе ти падне, па после ќе оздрави, па супер ќе ти дојде наплив на енергија и така натаму и така наваму. Кога идеме веќе наваму, ќе ми дозволите малку еден вовед да направам, но пред тоа да ви кажам. Прво мала инструкција за моите колеги горе. Фала ви за убавиот вовид и позитивната атмосфера што ја направивте, додека го пиевме првото кафе за здраво живо, како сте, што правите, дали имате секси, зошто не, лани за малце годинава поредко. И после сличните муабети ја започнуваме емисијата со мало задоцнување. Значи, Марче, би те замолил кога ќе идат телефоните да ставиш тема црна кампања. А вас ве замолувам за едно 10 на 15 минути да се вклучите во програма и ќе биде потполно до крај, значи до 22 часот, исклучиво ваши јавувања, коментари за се во ова. Почувствував дека можеби има малку повеќе потреба кај гледачите да се изјаснат за сето она што ни се случува во земјава на политички план. Мојата позитива нема никаква врска со политика. Мојава еуфорија доаѓа од едни сосема други причини и ве молам, ако се спремате за јавување за политика, сменете сега канал, отидете нешто, сварете јајце, whatever, тоа ми падна, виршла сварете. Не, навечер е подобро пилешки стек, немојте да земате млечни производи, ништо тешко, затоа што ако нешто, или па риба, не дај Боже, или туна, нешто што тешко се вари. Значи, најлесна храна, ако ептен сте гладни, земете си пилешко стекче, нешто така колку да ви го залаже глав. Немојте леп, немојте кисели млека, јогурти, премногу им ставаат скропи нишесте и сето тоа создава киселини, го вознемирува желудникот. Вознемира желудник, драги мои, ако имате ноќни мори, се будите, се препотувате навечер, само сменете ја диетата пред храната, из храната. Земете нешто многу полесно или ништо не земајте после 20 часот. Ви гарантирам подобар сон. Ма шо ме слушајте мене? Лапајте шо сакате, шо ти е гајле, ноќна мора. Важно си набутал 60 кебапи пред да заспиеш и 2 канчиња онакви давче, гравче и после, ма нека ме јадат ѓаволи шо сака нека биде, важно напунет. Океј. Зошто сум еуфоричен и што ми е убавината? Денеска ја дознав една од поубавите вести, тоа е дека ќе се снима вториот дел од епскиот филм Дина, Дюн, и ќе биде прикажан во октомври 2023 година. Што значи, јас давам честит Титов пионерски збор, дека ќе го одржува моето здравје да биде добро, затоа што ништо повеќе, ништо помалку не сакам одошто да го видам овој филм уште еднаш. Додека сега јас јадам бурек за него, ќе го илустрираме со ова видео, текстот ќе биде мој. Ова се сцени од филмот Дина, Песочна планета на Френк Херберт. Френк Херберт ја пишува оваа книга во 1965 година и станува култ на генерацијата, затоа што измислува првпат една цел екосистем, нова религија, нова филозофија, значи сосема детално, најдетално создавање на еден тотално нов свет. Кога ја читав како тинеџер, ме вплени, затоа што првпат сватив од овој филм дека има нешто повеќе, умот и умствените способности се многу подлабоки. Се во ова ми се потврдува мене ни животот со оние на крај конечно и како врв го доживувам со религијата. Но сето ова мене како тинеџер толку многу ме дојмува да ме остава без див. Уживав во читањето на книгата. Имаше повеќе книги, значи тоа е првата книга по која е снимен филмот и тоа само половината. Овој филм сега што го сними
Денис Вилнев е само првата половина од првата книга. Инаку има 6 книги се објавени и вистински еден цел серијал за едно патешествие на внатрешно, духовно, но и физичка промена на еден човек во нешто многу повеќе кој ќе го потресе целиот универзум. Дина, идеите на Дина се воплотени во многу стрипови. Се она што го гледате мега спектакуларно во многу стрипови понатаму од 70-тите години, особено од Мебиус, се инспирирани од оваа книга. Мебиус прави еден стрип од оваа книга, која станува епски спектакуларна, но со многу црн хумор, со многу пародија за супер специализација на една цел универзум, каде што со помош на, да речам, халуциогени, природни халуциогени, се надминуваат менталните способности на умот кои потоа успеваат и време, и простор, и материја, и надчовечки својства да се создадат кои луѓето пред се ментални. Се во ова резултира и е толку силно што еден Јодоровски, една тотална режисерска будала, која снима филмови кои се тотално нелогични, но се многу храбри, но се многу, да кажам, па може би нешто како Параджанов, но во некој западен стил, да подготви, да го направи, они го викаат најголемиот филм никогаш снимен во историјата, а тоа е Дина на Јодоровски. Но Дина на Јодоровски е пародија сама на себе, затоа што Јодоровски е луд човек кој не може да свати подлабоко. Он мислеше дека светот ќе го промени. И сега црепоите му поверува и направија култ околу тоа, но ја ќе ви кажам, бидејќи имам читано книгата повеќе пати, ја имам изљупено како Кромит, а и стриповите исто така, но не ми е непознати Јодоровски. Јодоровски е храбар, но не е слоевит, он е плиток, он прави форма без суштина. И сега некому тоа му дава некаква тежина. Дейвид Линч, еден од најдобрите режисери на денешницата, го снима Дјун во почетокот на 80-тите години. Прави изворедно добри моменти од таа книга и перфектно ги пренесува, но не успева да го задржи, да ја задржи целата контрола на филмот, затоа што му се вмешуваат продуценти, се плашат вака ќе биде, онака ќе биде, има доста измени од книгата и филмот поминува онака како што поминува. Но дури и како таков, од кој и Дейвид Линч се откажа, тој е исто така добар филм. Приказната е добра, приказната е библиска, приказната е за едно момче кое духовно чувствува голем повик за да го повика човештвото кон некоја голема промена, а тоа е по-библиска приказна од тоа нема. Секакви асоциации можете да најдете, но не се плашете, иако има многу религија во овој филм, ова е сосема нешто друго, така и на сите можни слоеви секакви да им се допадне. Дейвид Вилнев е човек кој пред 10 години се појавува на сцената. Он е француз од Канада и човек кој исклучиво снима инди филмови, уметнички, ништо поврзани со западните холивудски манири. Но Холивуд е Холивуд и е најдобра школа и произведува најдобри филмови, без оглед што се дури и во уметничките ги дава новите правци, кои потоа се искристализираат и низ руската, па низ европската школа и така натаму. Малку извучи глупо, но така е. Холивуд е направен да произведува пари, но он знае, за да произведува пари, он мора да вложува во некои храбри уметнички дела. Еве ќе ви кажам еден банален и многу вулгарен пример кој што ќе излезе од целиот концепт. Мадона е една примитивна дроца, но е одличен бизнисмен која знае да направи и да продаде албум. Она по суштина е
човек со кој стварно не би требало ниеден паметен да седне на маса. Нити ќе научиш, нити ништо. Но дури и она знаеш, за да се одржи на сцена, за да се одржи во врвот, мора да има некаква и подлабока подкрепа. Во клучниот момент на незината кариера, она прави албум со Вилијам Орбит, еден од најголемите поп уметници. Она што бил Енди Ворхол во сликарството, Вилијам Орбит беше во музиката. И прави албум кој е чиста уметност. У тој момент она создава и своја дискографска куќа, за да си го контролира собствената продукција, нели, за повеќе пари, за подобар пласман, за подобар маркетинг и така натаму, и тоа се феноменални потези. Но што прави она со својата куќа која се вика Марвел? Маверик, се извинувам. Маверик се вика низината дискографска куќа. Вам ќе ви е позната на вие што сакате малце по-алтернативна музика. Она под своја закрила Маверик ги зема Продиджи, кои во тоа време се најпрогресивната работа во светот на музиката. И зошто? Што тебе ти значи? Абе, јас си свирам фолк. Знаеш што? Паметен фолкер. Ако си ти врвен фолкер, ако ти, драг пријателе, си број 1 фолкер во Македонија, за да имаш уште подобра сцена, ти прво треба да ги најдеш најдобрите алтернативни музички бендови во Македонија и да ги ставиш во една неутрална дискографска куќа која ќе помага. Се викаш каква врска има сега алтернативна електроника, алтернативен рок, алтернативна експериментална музика со твојот фолклор. Создаваш сцена. Создаваш здрава сцена. Колку по-приучена сцена, колку по-широка сцена, толку по-добра публика. А утре, и тоа како? Из тоа што ќе се изроди како врвен музичар, секогаш може да ти се најде во аранжман, во нешто да направиш некој одскок во твојата, да речеме, ја правам кафанска музика и број 1 сум у Македонија и има милиони тешки од тоа. Но ќе ти дојде момент кога ќе сакаш да направиш нешто како Ја излези Ѓурѓо. Така, народна песна, која малце отскокнува од сето во продукцијска и така секоја смисла. И ќе ти треба некој човек кој ќе те отскокне и тогаш само се дига општото ниво. Така Холивуд, трагајки, веќе кога свати, Холивуд размислува 10 години од напред. Значи, го имаше DC Comics, го имаше Аватар и го имаше Марвел. Растура со Евенџерси, со Айрон Мен, со Танос, со Супермен, со Бетмен, но они знае 10 години и ќе се прежвака оваа приказна. Што понатаму? Што ќе им пружиш ти нешто затоа што ќе се заситиш? Јакој мислев дека никогаш нема да се заситам од Евенџерси, затоа што се снимени феноменални и целиот тој серијал, и ја почувствував веќе заситеност. Холивуд го открива Денис Вилнев пред 10 години, држи таму сега, и не ме враќај мене во кадар. Те молам, режија, да можам да продолжам. Го открива Денис Вилнев како инди режисер и од некоја чудна идеја му даваат огромни пари и се повеќе и повеќе филмови да снима. Он снима неколку филмови со познати актери, кои се трилер, но кои се секогаш човек кој се бара себе си во својот идентитет и во лавиринтот на пронаоѓањето на себе си. И тоа така го прави маестрално, што човек вика, што има тука некаква мистерија. Кога ќе ги погледнеш филмовите, викаш, вау! И сето тоа се извинувам, ако може да се затнеш или да си излезам, стварно ми треба малце рад.
Ако мораш да јадеш фекалии, еве ти повели, ќе си одам. Океј? Клучниот филм на Денис Вилнев е Сикарио. Филм кој треба да биде чиста акција, покажувајќи како полицијата иде преку граница, па се бори против картелите со дрога, сето тоа тајно, полујавно и така натаму. Од еден таков филм, он прави таква една спектакуларна, амбиентална кинематографија, несвојствена за такви филмови, може би од единствено да се спореди со Blood Simple на браќата Коен во раните 80-ти години. Овој филм покажува дека овој режисер има голем потенцијал, а дека продуцентите во Холивуд и тоа како чувствуваат многу добро дека може да се направи одскок со овој човек. Верувам дека многу подалеку гледаат тоа што ние можеме да согледаме кон што ќе се движи. Тоа се како инженер кој работи на дизајн на кола која треба да биде објавена 2028-30 година. У овој момент, чисто да ви кажам, дека тие дизајнери што работат на нови автомобили, работат на автомобили, затоа што имам пријател у Америка кој живее у Детройт, македонец наш кој работи на дизајн, и кој кажува дека сега у овој момент се работи за од 2030 па натаму каков ќе биде тој дизајн. Значи, они се веќе 10-15 години напред од она што ние најпрогресивно сега го гледаме. Предпоставувам дека и овие произведувачи на пари сватиле дека за да произведуваш пари мораш да вложуваш прво во скрипта, во книга и во продлабочено сценарио. Публиката не само што е разгалена, веќе не паѓа на ефтини сценарија како што беа во 70-тите и 80-тите години. Star Trek, Star Wars филмовите особено, се што гледате од естетиката во филмовите е преземено од книгата Дина и од стрипот Мебиус, кој требаше да биде, нели, за оној филм, така наречен најдобриот никогаш снимен филм во историјата на човештвото на ако ти се скине мисла иди закрпи се, ама некому му е кеф така. Не се. Го прави после тоа, го прави Arrival. Arrival е филм кој и тоа како требаше 15 минути да ми биде и да се затнам, Арно, ама за жал нема да можам тоа да го направам, затоа што не стигнав ни до половина. Нема врска. Ете, гледате со какви искушенија и кога во вакви монолози во инспирација морам да се соочувам, па и да ги надминам и за да ја си ја продолжам мислата. Но, ова не е ништо, ова е моја идеја, мој еготрип и затоа ќе си проголтам и ќе си го издржам. Го прави Arrival, научно-фантастичен филм кој има таков спектакуларен пресврт на самиот крај, каде што на крај се паѓа средба помеѓу елиени и човештвото, доаѓаат елиени и не можат да се разберат. И создава таква една креација, мултиплицира таква една ментална состојба, која на крајот кулминира со временски луп, дали она се што си го преживел како трагедија у животот, повторно би го преживел за да дојде до исходот кој што треба да дојде. Ништо не ви значат зборовиве мој, ако не го изгледате филмот. Ако ќе ви го изгледате филмот, и тоа како ќе бидете збунети. Овој режисер успеа таква една вратоломија, ментална, филозофска, просторно-временска, да ја склопи и секој да изгледа, и ова беше еден од најуспешните научно-фантастични филмови на сите времиња. Ридли Скот одлучува Blade Runner вториот дел после 30 години да му го даде токму на Денис Вилнев. Ридли Скот е свесен дека е плиток човек,
плиток режисер, извореден кинематограф, мајсторе на работата, еден од најдобрите режисери, ама шуплив. Он нема суштина. Нема ништо. Сега некој ќе рече, Јанко, што збориш? Дали си го видел Blade Runner? Драги мои, верзијата која стана култна на Blade Runner е четврта верзија на потполн ремикс, на потполна ремонтажа на филмот. Ја филмот го имам гледано во кино. Убав беше и толку. Во кино помина 0. Трчи човек. 10 години после тоа, кога веќе ние и дојдовме на 103, светот почнува да се свестува каков добар филм бил. Во меѓувреме се свестува и Ридли Скот и бара најдобри монтажери, врвни артисти, кои го премонтираа целиот Blade Runner. Денеска ја имате четвртата и најдобра верзија, која филмот стварно, кога ќе го погледнеш, викаш, Ридли Скот направил ремек дело. Ама 4 пати мораше да го премиксува, преработи тој филм, за да изгледа онака како што нам не изгледа. Дури музиката на која на Вангелис ние паѓавме у несвес е издадена 1992 година. Ова го памтам затоа што бев на 103 и затоа што само што излезе дуплиот албум го купив и веднаш го пуштивме на радио и се чудевме зошто толку деценија, скоро и пол од филмот. Никој не го сметаше и сапеше овој филм за нешто битно. Отпосле дојде. Денис Вилнев немаше голем успех финансиски со Blade Runner. Но инстант беше уметнички и култен. Овој филм што го гледате нема да има директорс кат, како Blade Runner што имаше 4 ката. 4 директорс ката. Ова е финалниот. Значи, целата уметност, сите уметници и овој филм освои Оскар. Ова е еден од ретките научно-фантастични филмови што добил Оскар. Добие Оскар за кинематографија. Џон Дикенс, еден од најдобрите кинематографи, тој што му ја снимаше и што му беше камерман кинематографи на Arrival, исто така учествува во Blade Runner и сетоа онаа спектакуларност, визуелна уметност, ја преточува со една сложена приказна во која цело време мислиш дека знаеш и на крај ти прави еден таков преврат да се запрашаш што да те натера. Не можеш да побегнеш од прашањето. Прво, што е човек? Кој си ти? И што се сеќавањата? И ти викаш, голема работа, многу филозофски, но кога го гледаш филмот, он те цеди како лимон и да не сакаш. Филмовите ги прави, Денис Вилнев ги прави филмовите како фрескопис, како живопис. Што е фрескопис, живопис? Тоа се оние слики што ги гледате во црква. А што се тие? Тие се византиски стрип, но се нацртани така да ти не само гледаш, него си направен како учесник да си во тоа. Така слика и така работи Денис Вилнев. Како му успева? Денис Вилнев, инстинктивно или не, работи како руска школа. Blade Runner 2049 е снимен како да на Тарковски да му го дале, така ќе изгледаше филмот. Со бавни, долги сцени, со празен од, со многу амбиент, кои те натеруваат да размислуваш, да влезеш у филмот, не можеш да побегнеш. Бидејќи, нели, ако гледаш Супермен, ако гледаш Бетмен, ако гледаш Марвел, ти немаш што да размислуваш, све ти е на тац нададено. Така, акцијата е, тоа е ова, и супер е филмот, одлично е, нели, и тоа е кинематографија. Но овде те тера да влезеш во филмот. И доаѓа гранде финале, вика, фала ви за све, ова е мојот проект. Дина. Ја почнав да ја читам уште еднаш книгата пред да го гледам филмот и не успеав да ја дочитам и отидов да го гледам филмот. Очекував све, но на пола филм сватив дека престанав да дишам и одеднаш се извикав во киното. Несвојствено,
нерационално од мене. Заборавив да дишам. До толку лепи филмот. Сам го гледав. Сопругата ми рече, ова, вика, ти треба сам да го гледаш. И потоа ќе го гледаме заедно и така натаму. Сам го гледав и очекував дека визуелно ќе биде спектакуларен. И навистина визуелно е поспектакуларен од било што сум гледал. Но она што го направил со приказната, она што го направил со случувањата, е како да он повторно ја напишал книгата. Како да Дина е напишана од Денис Вилнев во 2020 година. Не книга од 65-та. Затоа што книгата има некој онака не празни одови, туку многу не се труди да биде уметничка. Сепак е тоа белетристика. Овој му дава една таква тежина. Најкрупните сцени кои треба да се случат на менталното раѓање на човекот, треба да умре стариот човек за да се роди новиот. Ова е чиста монашка, православна, христијанска синтагма. Он ја носи во филмот, не дека се занимава со тоа, туку инстинктивно му доаѓа како нешто најприродно за најпродлабочено што е личност и човек како еволуира. Најголемите сцени на најголемите промени не се научно-фантастични CGI кои треба, компјутерска графика која треба да ти даде еден надреален свет или што ти ја знам. Имате очи стегнати од песок и замагленост да гледаш низ една магла како низ сон, а гледаш во боја. Ми се чини дека дури има каширано сцени, а каширањето го правеа русите, кога руската школа уметничка доби колор филмови, имаа проблем што колор филмовите премногу джиш беа. И се губеше она уметничка експресионизам, како кај експресионистите, они не сакаа хиперсликарство да прават, како современиве филмови што се на Марвел. Они сакаа малце да има таинственост, вонаа замагленост, како ренесансно сликарство. Не мора се да биде јасно, како импресионистите што сликаат. И така, за да добијат таа патина, русите снимаа колор снимката што беше на филм, правеа и црно-бела копија од истиот и потоа ги спојуваа една со друга за да се добие сивкаста гранулација врз боите. И затоа нивните, Тарковски, кога ќе го погледнете, со оние мизерни услови, каква кинематографија успеал да направи, тоа е чисто треба да ја доловиш таа атмосфера. Холивудски, американски режисер ова не може да го направи. Нема ментален склоп. Денис Вилнев е дете кое е растено со руска школа, он не го признава тоа, ама Тарковски е кај него, и со руската, европската школа, он ја знае добро европската школа и европската кинематографија, но е свесен дека прави филм од стотици милиони долари кои треба да наполнат сали. Што е ефектот? Гледаш филм во еден здив, остануваш вчудоневиден од оригиналноста, затоа што не постои у овој момент пооригинален филм од Дина. Ако шокот на човештвото во филмската индустрија беше со Кубрик 2001, јас најхрабро и најдрско ќе ви кажам дека е ова Дина на Денис Вилнев. Денис Вилнев е најголемиот режисер на денешницата, не само режисер, уметник, кој успеа да ја не препише, одново напише книгата и да ја даде таква длабочина, филозофска, религиозна, и овој филм 2,5 сати не се чувствува. Јас сум стар човек. Ја бев спремен со вулгарно ќе ви кажам да го искршам целиот муабет пред да си ја залепам со фластер фацата. Дека ја бев решен, ако имам физиолошка потреба, таа у шише да ја направам. Затоа што сум стар човек, викам што да биде. Не мрднав, 2,5 часа. И кога заврши филмот,
Останав до последниот момент на музиката. И уште 2 збора за музиката. Зимер веќе со децени нема подобар режисер за музика. Композитор за музика. Но може би и добар ми е зборот. Режира музика. Ако мислев дека оно младо момче, едно Шилјо Куранче, кое беше заедно со него на Blade Runner 2049, каде што стварно музиката е изворедна, дека он само чисто колку некој друг му ја направил, со Дина ги затна устите на сите. Овој филм носи барем 10 Оскари, ако Академијата има некакво чувство. Но само ви кажам, немојте да го гледате на копија. Немојте да го гледате на телевизор. Барем првиот пат гледајте го во кино. Направен е исклучиво за IMAX. И ако идете во кино, идете во сала, во Cineplex, идете каде што е најголемото платно. После ќе збориме. Веќе има копии кај да го гледате дома, но се плашам дека нема да го доживеете, затоа што не секој од вас треба да имате стварно од 65 инчи па нагоре телевизор во кој ќе го гледате од едно метро со добар сараунд за да ве здрма во сето тоа. Јас го гледав првата верзија во 3D и мислев дека утредента ќе отидам уште еднаш да го изгледам филмот. Ја не можам да одам во кино. Дури овој викенд, додека вие гласате и сето тоа, ќе отидам уште еднаш. Се извинувам, почитувани гледачи, одиме со кратка пауза, а потоа вие. Ја вака ќе ја продолжам емисијата, знам дека претарав. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, ќе читам. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковина. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси.
Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Добро, од Чирокиот. Добро вечер, добро дојдовте уште еднаш во емисијата Јади Бурек. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение. Се извинувам заради предолгиот вовед и се надевам дека ќе ве инспирирам за јавување. Ќе останеме денеска до крај, до последната минута, а се друго ќе биде посветено на вашите јавувања. Значи, темата е посветена на изборите, на вториот изборен круг во што ќе се одржи во недела, значи локални избори 2021. Темата е црна кампања. Драги мои, за жал, ете, онаа галантна джентелменска кампања што имавме, можеби не толку, да речеме, црна во првиот круг, сега тотално, тоа е мојот впечаток дека во секој аспект го достигна дното. Со лажни, лични обвинувања, со шиканирања, наместо за програми, ние збориме, читаме, не знам, швалераци, не знам, пасоши, не знам, имиња, презимиња, што било точно, што не било точно, наместо за суштинските работи. Но тоа е моја перцепција, јас ве молам, вие слободно да си го кажете вашето мислење за сето тоа, и да се вклучите во програма. Вчера имавме голем број најавувања и да ви кажам, имав многу сугестии од следбениците на емисијата кои ми побараа да продолжам. Значи и денес и утре ќе бидат исклучиво за вас. Признавам дека ве запоставив периодов, затоа што имавме многу гости и ми беше предизвик да ги слушнам што е можно повеќе кандидати. Уште подраго ми е што голем број од кандидатите што беа тука поминаа прилично добро, некои беа избрани во првиот круг. Запознав многу интересни ликови, морам да признам, нови луѓе. Од левица запознав неколкумина кои навистина беа многу интересни и штета ако не бидат во политиката и понатаму. Од ВМРО ДПМН Тимчо и Боби од Гази Баба пријатно ми изненадија. Но најинтересно ми беше, морам да признам сега, со Перо Камиказа и со Бени Шакири, затоа што, нели, према музиката ми беа малце и поблиски во целиот тој дискурс, сепак сме се знаеле од таа сцена. Но интересно е како такви луѓе гледаат на политиката и на работите. Перо Камикажа беше многу сериозно, оштар и обширен, а Бени Шакири покажа голема храброст. Голема самокритичност, сепак Бени Шакири беше и дел од шарената револуција и тотално разочаран од она за што се залагал човекот, да им помогне на тие луѓе да ја направат таа промена, како што некаде сега парафразирам, станаа исти како претходниот режим што бил. Иако и претходното имало своји негативни, но имало и позитивни работи.
Јас сега само мелам и чекам да се вклучите во програма. Телефоните се уклучени. Продолжуваме истиот разговор што беше вчера. Црна кампања, значи, се едно, избори 2021. Ако ве буни црна кампања, значи, за политика е темата. Знам дека неколку минути морам да верглам во празно додека се затера, нели, почнат да вртат телефоните со сето оној лак. Еве она што треба да што се случува. Значи, ако погледнеме по вестите, црната кампања е главната актуелна работа во медиумите. Секако провладините медиуми ја оцрнуваат Данела, но има некое име Даниела, а измеѓу Данела и Даниела има некаква разлика. Речија, дали тоа во слушалка имам сигнал дека некој е на линија? Ало? Ало, добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер, поздрав до вас и до емисијата. Повелете. Ја би кажал нешто, темата ви е добра, така црна кампања, вака. Може да зборувам? Да, слободно, колку сакате. Да. До следниот гледач. Видите, вака, сега има една полемика во медиумите, дека вика дека Заев со овие 230-40.000 гласа што ги освои се бори со Шекеринска за прво место негативно. Само тоа не е баш така, пошто најмалце СДС освои 2006 година со Владо Бучковски. Тоа беше освоија 218.000. Добро. Тоа може да го проверите. 2006 година на парламентарни избори. Значи, тоа е рекордот негативен на СДС. Не е Шекеринска, не е Заев. Добро. Јас мислам сега со оваа црна кампања, нарочито со оваа симпатичнава, како се викаше, што збори дека Данела има пасош фалсификат. Славјанка. Добро. Славјанка, симпатична така многу особа, што вади нешто дека Данела има бугарски пасош, со овие денеска спотови на меѓунационална јачање на меѓунационална омраза. Ја мислам дека СДС ќе падне под 218.000. Ќе падне под тој нивен минимум од 2006 година, пошто народот више не сака црна кампања. Народот не сака лаги, не сака пумпање на негативизам. Народот сака малце еве програми да слушне, како што ви беше пред некој ден во вашата емисија градоначалникот на Карпош, Стефче Јакимовски. Тоа беше дефиниции за како треба да се работи, што треба да се работи, што треба да се преземе. Ова само се контра, само негативно, само црно, не е тоа убаво више. Не, ја бар лично тоа не можам више да го поднесам. Да ве прашам. Или, да ве прашам сега нешто лично на моја вода. Значи, ја правев сувопарни интервјуа, ама се трудев да го извадам најдоброто. Значи, не она јадачки, подметнување и така натаму. Дали мислиш дека е тоа добар начин, бидејќи јас стварно не можам да бидам Васко Ефтов. Не ќам да бидам Васко Ефтов. Јас сум нели, ама дали тоа ви прави интерес или ве зева или еве гледаш си го гледал Стефче Јакимовски. Јас стварно се прашував, нели, зборевме за конкретни проекти. Што ќе правиш ти? И не се закачавме со противникот, не се закачавме со овие, туку зборевме што ти имаш да им понудиш на граѓаните. Дали сметаш дека е тоа добро или требаше да му вадам станови, не станови, закачки со Бранко и така натаму? Ама тоа е веќе вижено, тоа е више старо нешто, тоа е веќе вижено. А ја ги гледав и со тоа имате право со Перо Камикадзе и со Бени Чачири. Тие два лика беа исто одлични, да знаете. Бени Чачири и Перо Камикадзе. И ја ги почитувам многу и сега они може не се на ниво како Стефче Јакимовски, пошто Стефче Јакимовски се гледа дека има искуство, се гледа дека има знаење, ама овие се два лика, силни лика, секој својата, они се урбани лика, они се персони
пред све се персони, ова не се како... Ја би сакал у парламент. парламент да ги видам, еве искрено ти кажам. То и ја искрено ви кажам. Точно е тоа така. Ти благодарам многу за на убавиот времето. вовед во емисијата. Се надевам дека ќе продолжиме во исти тон, но се едно, секој со своите погледи. Линијата е отворена за вас. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Вака сега, очигледно е дека последните неколку денови станува јасно дека сламка на спасот за Заев е да го земе Скопје. Ако падне во Скопје, неговата политичка кариера е готова. Дали и сега после ќе биде прашање на време и на техника како ќе биде отстранет од најпрвин од владата или можеби првин од СДС, а после и од владата. Така што тој мора да направи се за да го добие Скопје. Ако го добие Скопје, ќе покаже некаков легитимитет и ќе се обиде да продолжи да владее, иако нели на следните избори поразот ќе му биде уште потежок, имајќи го предвид најавите за енергетска криза, кои најверојатно нема да бидат избегнати, или ако бидат избегнати, ќе ги платиме многу скапо. Така што тој се ќе направи и во тој контекст моје мислење е и дека вчера беше донесена одлука за лифчињата кои немаат печат да се сметаат за важечки. Момент, И мислам дека момент, сето тоа... застанете тука. Момент. Сакам да го акцентирам ова што го кажавте. Сакам да го акцентирам. Момент, останете во мислата, еве го. Дик, компјутерот мој, да. Дик го смени упатството и ќе признава важечки и ливчиња без печат. Што ова по вас значи добро... Упс! Видите, тоа значи дека и покрај набавката на фингерпринт ќе се обидат да направат фалсификат, меѓутоа по огромниот притисок од јавноста пак го вратија старото. Значи, ливчињата кои што ќе немаат печат, ќе бидат невалички. И тоа е добро. Тоа е добро. Чекај, го Ако вратија вие ова? направите анализа за Скопје, Чекај, малце ме збунувате. Од 26.10 стои Да. дека Да. ќе ги признава важечки и ливчиња без печат. Го врати ова под притисок на да, јавноста? денес го вратија под притисок на јавност. Фала ти многу. Убава вест од тебе. Thank you very much. Добро, продолжите, молам. Значи, од прилика тоа е тоа. Тоа беше наменето само за таму, каде што всушност Петре Шилегов победи во првиот круг. Тоа беше Сарај и Чаев. Тој изгуби дури во Карпош. Дури во Карпош, каде што се смета, нели, за Бастион на СДС. голем бастион на левица. Така. Така што сите сили ќе бидат насочени кон Скопје. Јас би советувал да си излезат скопјани и да си одберат тоа што си сакаат. Арно ама, да не му ја продолжиме кариерата на човек кој ќе не замрзне ова зима. Ќе нема да може да се грееме. Значи, човекот не се занимава со ништо друго, освен со неговата политичка кариера. И затоа, сега е време да си ја заврши тој политичката кариера, па после ќе му ја мислиме. Прво од него да се оттарасиме, Има после едно ќе размислување. бараме чаре и за енергетска криза, ќе бараме чаре и за се друго. Бидејќи вака, ако продолжиме, се гледа дека луѓето не работат. Си огледувале марихуана, си правеле тендерчиња, на време не си ништо не било направено како што треба на време. Затоа сега е шансата ова агонија на државата да заврши. Благодарам за вашето јавување. Имаме гледач на линија, веднаш го вклучуваме во програма. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Ти благодарам. Мислам дека ја претера овие Заев и СДС-ова црна кампања, поготово толку е вулгарно, грубо, нечовечки кога станува збор дека тоа го прават кон жена. А вамо, нели, имаат во таа партија нивна или во таа, нели, во тие невладини организации што се под нивно водство на СДС,
за нели насилство врз жените. А тие ова што го правате полоши од насилство врз жена. И сега со лаги, со клевети пред цела македонска јавност. Замисли оној Заев кој рече јавно на телевизија дека според него ние македонците сме същи народ, ист народ, нагласувам, со бугарите, по бугарофилска изјава не сум слушнал. И сега тој и неговите поданици од СДС, значи според изјавата бугарофили, и судат за лага со лажен документ, фалсификуван, значи со монтажа, тамо не знам, на интернет, на Фейсбук, на Данела. А всушност тамо на тоа нели име презиме пишува Даниела, не е Данела. А да речеме и пример, не знам, колку луѓе во еден град само ги има со исто име и презиме. Може десетици, така? А па и Даниела или Даниела Арсовска ги има сигурно многу во цела Македонија. Со исто име и презиме. И сега, кој сака може да манипулира, да стави сликче од Данела и да каже ова е ваква, ова е таква. Но суштината не е тоа. Овој Заев, кој е докажан лажго, манипулатор, велепредавник, се што негативно, дилер на дрога по фамилии и семејства, ни вика, земете си дома дрога, марихуана, фамилиарно да си користите, тој неморален, толку неспособен, лажго, најден е на сериозна жена личност, со карактер, а ти мислам дека каже во твоја емисија, ја следев дека таа како личност работи без пари, со години не зема плата во стопанска комора. Е тоа, додуша, ретко кој го прави во светот, а каде ли во наша Македонија. И овие криминалци од СДС, уништувачи на Македонија, велепредавници, безбожници, најдоја да глумат луѓе со образ наводно и да исудат на Данела, личност, човек со карактер која се вложува за Македонија, која се вложува за градот Скопје да помогне како менаџер, како способна жена и човек. И овие неспособниве сега ја линчува со лаги и клевети. Мислам дека тие се проздирни, дека ретко кој да речеме нормален човек им верува на овие лаги и клевети, ама само поданици злобни како нив, тие само чим веруваат. И само нешто што би кажал те молам, значи за бугарски пасош. Прв кој следе бугарско државјанство, како го викаат тој министерот Димов, така беше, што избега заради криминали во Министерство за здравство. Тој појде во Турција па во Бугарија. Во Бугарија тој следе прв бугарско државјанство. Сега откако се смени власта 2016, тој се врати и не одговара за своите криминали. И таквиот бугарин Димов од СДС на СДСовците не му пречи. Океј, ти благодарам, доволно беше. За кој јас се... Добро, доволно беше. Благодарам, ќе им оставиме простори на другите и да можат и да имаат време да свртат. Малку една илустрација со една фотографија. Во нивно време се знаеше за ред. Злосторниците во затвор, децата во училишта, работниците во фабрика, а селанецот на нива, лудаците во лудница. Денеска децата се на улица, работниците дома, селанецот е во град, лудаците на телевизија, а злосторниците на власт. Врати сега, лудакот врати го, се слагам апсолутно во право. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Значи, поентата е дека госпоѓата Данела кажа дека ќе биде менаџер на градот. Дали е бугарско државјанство или не знам какво, таа се понуди да биде менаџер на градот. Дали на Тихом беше Атила некој таму од Маѓарска? Таа што има веза кој е државјанство или како? Може да викнеме ние некој од Германија да ни биде менаџер на градот и ќе биде све во ред. Што е толку битно? Мојов газда Ѓорѓија Ѓорч Атанасовски има и македонски и американски пасош.
Што е толку битно Нели? дали има нека Туку има дали е пет способен државјанства? да направи нешто. Народот го затоа и го бараше, така е. се јавила да биде менаџер на градот. Не е битно таа сега дали е бугарско, сега што е толку поентата. Ама таа менаџер, господја на градот, сака да види кај се продала куќата и кај се парите од куќата градска. Сега вака да ви кажам, значи таткото на градот ја продал куќата и пак бара да биде домаќин на парите од куќата. Сега татко ти, се извинувам, татко на некоја фамилија која продаде куќата и парите не знаеме кај се и вика пак сега дајте ми ги пак парите, ја ќе ви ги вода. Не може татко ти да ни ги водиш парите, пошто не знаеме кај се овие од куќата што ни ја продаде. Како ќе ни ги водиш ти парите? Данела као менаџер нека има и словенско државјанство, и бугарско, и американско, да испита кај се парите од куќата и од другите сделки, па после ќе видиме дали е бугарска И веруваш или ли, ваква држава. и веруваш ли дека ќе има кохоњас да го направи тоа? Верувам дека ќе има, зашто господјата Данела се гледа дека е честна, нека не и лепат дека ВМРО стои позади неа. Таа се гледа дека е независна и нема да слуша никого. Ќе ги истера сите работи што ги ветила, ќе ги исполни. Факт е дека ВМРО и дава поддршка. Тука и дава да не се поддршка, нека лажеме. дава поддршка, ако нека. Ама нека и дава Левица му даваше поддршка на Перо Камиказа. Ама пак Перо си тераше по свој памет, иако е, нели? Така да ако имаше и оваа кампања личности. Па и Бени Шакири е од СДСМ. Точно. Ама ја ги повикувам и гласачите од СДСМ да се свеснат, да речат чекајте бе, кого ние штитиме и што правиме ние на 31. Господјата убаво вика, ќе испитаме све. Кој е против да се испита све што се работело овие 4 години? Кој е против? Нека дојде, па нека видиме 2 години, ако не ја бива, ќе ја смениме. Благодарам многу. Благодарам и вам. Во коалиција само со народот, Левица бара од своите членови да гласаат по сопствено убедување. И мислам дека е и ова добро. И сега после све што се случуваше и све што истрпе Левица, и тоа како можат да си... Ја и очекував дека Левица вака ќе постапи. Левица вака ќе постапи. Имам своја теза зошто не е ова идење против ВМРО, колку терање водата на своја воденица. Имаме ли гледач? Не. Накратко, што е моето размислување како Апасиев и Левица размислуваат? Мислам дека после овој пат ќе биде еден од најголемите на СДСМ, ако падне, тоа е нивната проценка. Тоа гласачко тело им е многу поблиску до Левица од што е до ВМРО ДПМН. Разочараноста на луѓето во СДСМ ќе пресудат повеќе од што ВМРО-вците. Така што мислам дека Левица се обидува да стане она што беше Сириза во Грција. Сириза беше една мала партија, никој ништо, но после сите оние големи утки на Пасок, а Пасок доживејте го како пандан на СДСМ, што се вика целото членство и водство го презеде Сириза. Така што мислам дека ова е планот на Левица. Но, нели, шпекулации, тоа се мои размислувања кои не мора да се точни. Што ми имаме гледач, веднаш го вклучуваме во програма. Гледачите се јавуваат и говорат на тема избори 2021 или црна кампања. Повелете. Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Со сиот почит кон вас, господин Ивковски, јас би сакал накратко да се задржам на следната работа. Прво, дали на вистина Данела Арсовска е независен кандидат? Јас само повторувам, дали на вистина е независен кандидат? Знаете, за ВМРО глас најчесто гласачите од корпусот на таа партија. Од СДСМ, но најчесто за независни по некоја логика, по аналогијата, би требало да гласат оние неопределени и така натаму.
А што се случува во конкретна состојба? Ајде да создадеме една појасна слика која е Данела Арсовска. Таа доаѓа на местото на Калеников во Стопанските комори таму во Сојузот, како кадар на Никола Груевски. Тоа е јасен правец. Втора работа. Дали Данела Марковска, јас го поставувам тоа прашање како прашање, беше жива врска и учествуваше во бегството на Груевски во Унгарија, па како награда го доби тоа почесно конзулско место на Унгарија во Македонија. И сега станува ли збор тука за независен кандидат или пак станува збор за нешто подлабоко? Неспорно е дека никој не ги спори толку незините квалитети, да не знам како може да бидат толку многу големи, особено во бизнисот, во економијата, тоа и ти си бил во бизнисот, па знаеш како изгледа. Толку и така натаму таа да обединува бизнис и да работи бизнис, и тоа никој не го спори. Но јас поставувам прашање дали господјата Арсовска беше жива врска меѓу Груевски и обавештајната служба на Унгарија при бегството на Груевски. Ако мислите дека се тоа приказни, можда е да погрешите. Обезбеди утре термин меѓу мене и неа, и јас да ги покажам и некои работи за што македонската јавност поприлично ќе се зачуди. Ајде, доста со тие мимикри и со репарирани независни кандидати. Не сум ја ништо против девојчето, немам ништо. Но дајте да ја гледаме вистината. Неспорно дека таа има квалитет и тие никој не ги спори, и нити јас. Но таа не е независна. Од плаштот на независна, де факто се крие се знае што. За да се победи, ама не е толку победата и локалната власт. Во друго е работата. Криминалците и криминалната групација на чело со Груевски и оне што е во притвор тамо и така натаму. Не значи дека целата партија е криминална. Не. Току тие да се спасат од белите што ги направија, односно за што се казнети. Со сиот почив Јанко. Добро. Поздрав. Дали сте задоволни од отстапеното време? Да. Ја ви благодарам за јавувањето, ви благодарам за вашата експликација и ви посакувам пријатна вечер. Мислам дека се изјаснивте убаво јасно во сите аспекти на вашето детално објаснување на вашето видување на работите. Благодарам заради тоа, а ние веднаш одиме со следниот гледач. Добро вечер. Здраво. Добро вечер, повелете. Па, за ова тема што збориме за црна пропаганда. Црна мачка, бели мачар. Да, бели мачар, може и шаен да биде, не е проблем, само нека лови глувци. Би рекол дека секогаш имало за избори црна пропаганда, па дури и кога биле удуели, да речеме, оној папата Бранко и оној у Софија што има фирми Љубрчо. Ако памтиш, тако се изразува еден кон друг у тоа време. Едниот бил пијаница, другиот наркоман. Ако памтиш, па лудак бил, па не знам што. И такви работи. Значи, секојаш имало. Само пак ти кажам дека мислам дека Калето уствари си најде ново дете. Знаеш, оној бицам со К-15, дај друго дете. Климе, отиде, дај го ламбе. На страна Мајтапот, приметив, не знам дали ќе се сложат гледачите, изминативе години имавме јасна и недвосмислена поддршка од странскиот фактор, од Калето, од амбасадите, од ЕУ. Овој пат имаме громогласна тишина од таа страна. Мене, да ви кажам, ја малку се консултирав, еве искрено ќе ви кажам, разговарав со
моја ќе те оставам да се доискажеш, ми дојде сега како добро е да го споделам. Ќе ти дозволам да си го надокнадиш времето, те молам задржи ја мислата. Значи, се слушнав со господинот Ѓорѓе Ѓорч Атанасовски, кој е и политички активен во Америка, во Републиканската партија, и разговаравме многу околу овие избори и ми рече, викам, Калето најверојатно ќе помогне, нема да помогне, ќе одмогне, не вика. Американците нема да се мешаат и ќе приметиш и ќе почувствуваш, едноставно ќе премолчат. Да не речам дека ќе гледаат сеир на некој начин, сега јас да транскрибирам. Значи, ова е можеби и појако од што да имаше конкретно критика или не критика. Значи, сега народот би требало да ја прочита оваа порека дека на народот, на вас е оставено како ќе одлучите. Дали СДСМ или ВМРО. Но овој пат нема поддршка никој од никаде. Така јас те молам, извини што ти влего во збор, доискажи се. Може да зборам? Да, ти се извини, повели. Би кажал само вака, дете кога чути некаде кога ќе се тргне у некоја друга соба и кога чути, пази се од него, затоа што знај дека прави некоја белја. Светот се врти пред очи и го гледаш како прави некој русум низ куќа, не е проблем, али кога ќе зачути, тоа се опасно. Така да и Западот кога чути, ја највише се ежам. Ме сеќаш? Добро. Тој како сека нека си размислува, али ја од тој Запад немам видено ништо убаво. Голтаме кнедли години наназад и ништо повеќе, ветувања, обичања, лудам радувања, така да пак ќе кажам, ќе видиш, ќе дојде денот кога ќе дојде ред некој друг да седи у Софија дека да преговара наместо овој сега што го напаѓаат сите. Ја не сум пристрасен, никој не ден, али ги гледам објективно работиве кроз овие години, без Запада да се умеша, ништо не функционира. Биди ми поздравен, пријатно. Пријатно. За да не се извадите од памет преска онаа фотографија што влезе во кадар, можеш да ја дадеш. Ова е како ќе изгледаат ботоксираните наши драги пријатели, пријателки, колеги, колешки кои си фаќаат зафати, па еве ги како ќе изгледаат на 65 години деформирани. Едноставно, во моментот купување време, ама тоа е како сликата на Дориан Греј. После одеднаш која ќе се сроза, ќе биде ужас. Да не ви покажам и некои подрастични реални слики, па и ова е некаква реална слика. Така што пазете што правите со своето тело, нема врска ова, малце да одскокнеме од муабетот. Продолжуваме веднаш со следниот гледач. Добро вечер. Добро. Бугарските медиуми имаат грешка во бројот, личната карта на име на Даниела Арсовска постои. Значи Даниела Арсовска, не Данела. Нови 444 случаи на COVID-19. Ја не зборам на памет, иде тоа од компјутерот, бидете љубезни режија. Нови 444 случаи на COVID-19, починаа 8 луѓе. Мицкоскиот злето ке загубат, но барем да се повлечат достоинствено. Левица повлека да се гласа против власта на СДСМ и ДУИ. Маричич за стопирање на изградбата на Центарот за странци. Ова е голема победа на граѓаните. Димитров на панелот Берлински процес што следи. Идејата е да го направиме регионот европски. Значи, веќе не одиме во Европа. Ќе ја правиме Европа тука. Добро? Пошто им стана и на нив јасно дека, нели, после неколку пати, откако ни најавија дека добивме датум за преговори, датум никогаш нема да добиеме. Расте поддршката за Максим Димитриевски, за наше Куманово, стапи во коалиција со Алтернатива и коалиција за албанците, а ВМРО ДПМН ги повика своите членови во Куманово да гласат за Максим Димитриевски. Утре без вода, дел од корисниците општина Центар. Кривична пријава за 2 лица за подкуп при избори за гласање. Приведен Кумановец за чие возило се пронајдени 7 мигранти од Куба. Приведени дилери од Битола, пронајден хероин. Се трага по 15 годишно девојче. И така натаму, ова се оние. Инаку, вау, Соединетите држави го издадоа првиот пасош со ознака за пол X, ни машко, ни женско. Што си ако си не...
Во САД е издаден првиот американски пашпорт X кој нема да го идентификува собственикот како маж или жена, а се планира оваа опција за неутрален пол да им се овозможи на сите апликанти за патна исправа во следната година, соопшти Стейт департментот. Покрај пасошите ознака X ќе биде достапна во сите конзуларни извештаи за раѓањето во странство, потек што веројатно ќе им овозможи на родителите да изберат родово неутрална ознака за новороденчињата, додаде официјалниот представник. Ви кажам една работа. Можете вие да се дефинирате и како машко и како женско, или да го дефинирате детето дека не е ни машко ни женско. Но една работа да знаете. Кога ќе умрете и кога ќе умре вашата идиотштина од вашите родители, а и вие ако ја понесете нивната со вашето квази интелектуално и продуховено барање на себе си, кога ќе ве најде археолог и кога ќе ви земе ДНК да ви проучи, постојат само две опции, значи под микроскоп. Колку и да сте прогресивни, имаш X хромозом или Y хромозом. Или си машко, Y, или си машко, Y, или си женско. Нема трето. Кога археолозите ќе наоѓаат коски, се едно ти што си го сменил полот, што си направил терапија, што си се направил жена, твојата ДНК останува онаква каква што ти оригинално на раѓањето. Што сакаш ти прави по себе. ДНК-та не можеш да ја смениш. Нема ни да ја сменат. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Некако не се слушаме, што е работава? Добро вечер, ве слушаме, повелете, говорете. Ало, добро вечер. Уште еднаш добро вечер, повелете, говорете. Видете, Јанко, јас не знам што е црна кампања. Црна кампања беше и на 27 април. И на 27 април беше црна кампања. Не се слушаме, ало? Се слушаме, господјо, обично јас ќутам кога некој збори. Ама јас зборувам. Пак ќе повторам, црната кампања уште на 27 април беше кога СДС, па јас зборувам бе душо. Океј, ви исклучија моите колеги од режија, добро знаете поради што, мене ми е жал. Јанко Илковски, не сум во можност да се јавам во емисија, ако читаш во моментов. Проблемот со Дан и Ела е што лажеше дека нема бугарско државјанство, на крај се покажа дека навистина има, уште како кандидат лаже, голем минус. Драг мој Рагнар Лотброк, биди ми поздравен, знам за кого работиш, што е твојата партија, ја не работам за никого, така да твоето мислење, не ми наметнувај мене мислење, си имам ја свој став, а тоа што во ти веруваш, тоа е твое. Дали е лага или не, ни ја не сум компетентен да кажам, а камоли ти. А ако споредиме лагите на твојот омилен сегашен градоначалник спрема на Дамава, ја не би споредил со ништо. Како и да е, тоа е ваше и имате право да си мислите, а јас еве фер, Рагнар Лотброк, анонимец, нели си се крие, идентитетот не си го покажува, еве го пренесов твоето размислување. Инаку имавме еден многу интересен покана, Дарко Кежман, еден од најголемите провладини профили, лажно име и презиме, нели се крие некој провинцијалец во Скопски села, кој вели, иначе лага е дека е ова Ерол Ризаов, мислам, тој што ја пренесе лагата е дабетери од овој. Не е точно. Ерол Ризаов е многу културен, цивилизиран човек и неспособен за вакви имбецилни реченици да создава, па дури и да се преправа. Значи, да прочитаме. Друже Зоран Заев, од понеделник да почнеш да расчистуваш со најголемите душмани на СДСМ, како што е Геро Серкото, Латас и телевизија Алфа. И после се поред, амасаторот да сече безмилосно и држи се до онаа. Нема предавање, нема заборавање, нема опростување. На ваквите ратно
ратнички покличи и повици за масакрирање и нели елиминирање, јас му напишав следново. И мене, Јанко Јади Бурек дебелиот, веднага, не чекај понеделјак, елиминирајте ме и мене. Не е важно кој, чим дошло за елиминација, каде сите турци, таму и гол Асан. Пошто јас сум Асан, а и гол, идам таму. Режија, како е со гледачи? Добро. Океј. Дали имаме гледач на линија? Немаме? Добро. Како на Тони Михайловски, кога му го постави прашањето, а како е во театар? Добро е. Океј, ќе почекаме уште некоја минута и потоа ќе ги затвориме телефоните, ќе ја завршиме емисијата. Значи, изминатиот период во емисијата се јавуваа гледачите, коментираа во врска со црната кампања. Едноставно, може би ја подзаборавив да ве прашам дали воопшто ќе излезете на гласање, и тоа го поставив како прашање на анкета, на која повеќе на граѓани одговорија. Она што е интересно е што повеќето од граѓаните ќе излезат на гласање. Значи 79,88% од испитаниците ќе одат да гласат. Ова е многу повеќе, бидејќи пред изборите поголем беше процентот, но очигледно се инспирираа луѓето во меѓувреме. Имаме гледач на линија, добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Вам и на вашата екипа. Вака, за Даниела ја не се слагам да биде градоначалник, нека биде Наташа. Поадно ќе биде Наташа, него она. Од срце кажувам тоа. Тоа за Даниела збориш. А за Даниела не. А за Данела? Не. А Даниела? Не. Епа чекај сега, една е Даниела, друга е Данела. Данела ли, како нека речете, како сакате. Не ја сакам таа жена ја. Значи ти ќе гласаш за Шилегов? Не Шилегов, како Шилегов, мајчин ти Шилегов. Само за Наташа гласам. Ама Она Наташа... нека биде градоначалничка. Наташа е за центар, ќе имаш едно ливче. Ако нека биде и за тоа. Ама не може да биде за тоа. Сега ќе имаш ливче. Он е толку интелигентен човек, што нема крај за него да се каже. Зборови нема за него. Он ми е комшија на мене. Кој? Ерори Зао. За него најубави зборови кажувам. Нели културен човек е, да, и ја исто. А само Даниела да чини Струмица да се брише од мене. Ај со здравје. Абе, жена ми од Струмица. Ај, сега ти се од здравје. Више не те пуштам у програма. Важи? Ја навреди сега жена. Само затоа што е од Струмица. Бре, мајката. Сега што правиме? Како да те пуштам друг пат у емисија? Ај, ке те начекам ја. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Благодарам. Сега, да не ти го расипујам кефот, овде тема е црна кампања. Не, слободно збори што сакаш, нема мене кефови. Да кажам, не се вади на мене. Збори што сакаш. Да ти кажам најискрено што вика. Поведот ти беше супер и ја викам, леле, тамам за филмови ќе збориме, знаеш? Да се релаксираме од оваа цела ситуација. Толку? Не те слушам што кажа, не е битно. Не, ништо, ја чутам, чекам ти да збориш. Значи, може да зборам за филм. Како не можеш да што сакаш? Само за кампањата ќе кажам, да не расипам тема, обично на тема зборувам, али само една-две реченици. Кампања црна е нормална работа во сите избори. Сегде во светот, да не речам и во Америка, гледаш во финишот, абе нема, тоа се вади прљав веш и нема пардон. А гласачите, ако се разумни, ќе си читаат меѓу редови и ќе видат кој е кој и што е што у државата Данска. Сега да ти го направам и кефот и за мене, за филмоите да зборам малку. Види, прво, јас сум генерација пред тебе и јас се сметам за човек филмаџија. Затоа што во периодот пред и по земјотрес у Скопје беше главна видео забава, да речем, филмовите, кината. Немаше телевизија,
И ние кисневме пред кино да земеме карта. Таму работеше и тоа, тапкароши и така натаму. Покрај таблата што пишува кој филм се дава, одма до него се даваше и која е следна програма. Абе, ние што да ти кажам, тоа тинејџери. Значи, сите филмови сум ги гледал од тој период и наваму сега. Зашто вика вистинскиот филмаджија, добар филм го гледа повеќе пати. И едно сакам да кажам вака јавно што ми смета, пошто гледам и по телевизије, најбитно е она одјавната шпица да ја кажат цела. Затоа што правиот гледач сака да види кој го правел, кои се епизодни улоги, ако следи филмска индустрија, кој го очекуваат нареден глумец, ме разбираш? А они го дават филмот и го прекине. И јасно ми е какви филмови даваат. Сега малце да ти кажам историја, пошто многумина појма немаа што било тогаш, во оној период, и реков, пред и по земјотрес. Значи, у Скопје имаше 5-6 кина, сега колку се сеќам, добро се сеќам, значи, кино Вардар, култура, кино Балкан беше на местото на Арама отворено кино, значи, во Бавча. Трето беше кино Напредок, што се уште стои, мислам, у Чаршија. Не знам дали работи не сум видел. Само секси филмови таму се дава. Сега не сум видел, одамна не сум прошол, иако сум од тој крај. Не, на времето само секси филмови таму се дава. Ама јас зборам од пред 70 години, 60 години. Добро, јас зборам за 70 и 80. Не, јас зборам за 50 60. 50 60. Негај, тоа е веќе на земја мириса тоа. Ту краја било, да. Па нормално, што може да очекува? Па како? Не е далеко. Па треба да веќе да ти кажам, и мене ми дошло време некоја смрека да наѓубрам. Друг кажува кога ќе биде, знаеш? Така е. Амин. Сега само да кажам малце од ова што сакам да го кажам. Значи, тие кина беа и ние таму сум ги гледал сите филмови, дури имаше едни мастики од овие дугачките, не е као помпончиња, него и сега ги има дугачки, и околу него имаше слика на глумец и глумица. Имаше албуми. Сите сум ги собрал, и ден денес кој ќе даат од тој период Берт Ланкастер, Марлон Брандо, Джон Вейн, ме разбираш, значи Елизабет Тейлор и така, значи тие глумци уште ги памтам, ма ги следам и сега, тек сега има една нова генерација, тие се понови, помалку ги знам. Али ова што е пред 20 до 50 години, сите ги знам. И сакам да кажам дека америчката продукција беше главна. Значи немаше друго, имаше и нешто француско, италијанско, меѓутоа дали сакаш жанр вестерн, дали сакаш драма, дали сакаш спектакли, ја и ден денеска ги памтам тие каубојски филми, вате, нема поарна релаксација. Дури и оние на Клинт Иствуд после Лимунадите што беа 70 години, тие штампани, али оние предходните беа джам. И сега кој ќе ги даде некој се одушевувам. После тие драмите, да не зборам сега Мачката на Жешен покрив, после Доручек кај Тифани и така натаму. Океј, друже, фала ти многу за убавиот времеплов, но имам гледачи кои сакаат сепак на темата, ги повикав. Ти благодарам многу и извини што на овие 2 дена и утре ќе бидат исклучиво политичка тема, и тоа како го ценам мислењето на мојата публика за овие локални избори. Благодарам. Лека ноќ и пријатно, а добро вечер за следниот гледач. Ко писне? Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Повелете, во програма сте. Малку покасно се вклучив во емисија, некако те при крај. Гледам, само пише црна кампања. Сега, што се несе до кампањава и до обеќањата на сите, значи, што се кандидираат, прво би ги прашал дали сите тие го знаат буџетот на општините, они што обеќаат и што можат да направат. Дали едноставно просто го знаат буџетот, колку таа општина има, колку приход, колку расход. А они што обеќаат. Они што го обеќаат, значи ние сме држава за неподценување, значи богата држава. Ја, господине, жалам што не ги следевте моите интервјуа,
Ја ова што го зборите им го поставив на сите како прашање и Ели, они јас одговорија. истина, Жалам што не сте работи, гледале. не сум ти ги Мислам, гледал сите знам, ја имав 30 интервјуа, не сте гледале ни едно, но на сите им го поставив ова прашање, да ги подсетам и другите гледачи, значи и тоа како одговараа на прашањето, знаеме колку е буџетот и знаеме што може да се направи со тоа. Повеќето од гостите, така што го разбирам вашето прашање, на место е, а јас им го поставив на секој гостин, така што малце сега не знам колку има сврха да го поставите, затоа што ја барем го поставив на моите гости, така. Ја не сум слушал во ред. Сега, ако може, уште 2 секунди. Не, остај го. Коалиции, ја мислам, се прават подобро со домашните, него со гостите. Така. Значи, кој ќе се со домашните, кој ќе направиме коалиција, ја мислам е подобро него со гостите. Да ве прашам, дали ќе излезете да гласате? Да. Добро. Каде ќе гласате? Од каде се јавувате, ако смеам да прашам? Општина Бутел. Општина Бутел, па таму избравте? Па сега ќе гласам за... А веќе гласате? Не, зборев за вториот круг, добро. Ви благодарам за јавувањето. Вашиот вклучен телевизор, звучникот од вашиот телевизор создава голема конфузија. Едва го натерав мојот колега од режија да не ве исклучи, затоа што му создава повратна спрега. Така што тоа е она фонија после се јавува. Затоа ве молам кога се јавувате, тонот од телевизорот да го стишате, максимално. И само преку слушалка, колку и да се слуша слабо. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Поздрав од телевизија, до Сонце, до Јанко. За изборите, сега кампања се прави како никош негде, затоа што видуваше се со црна кампања се почина. Затоа видувањето за гласо за живот на народот што не исполни. Лидер не народен, ако да речем Заев, кој дојде за живот, а не донесе живот, не живот кој смрт донесе на народот, без работење, инвестиции, нема задржување, поскопување, договори, афери, криминали, продолжувањето на буџетот, поново го плачкат, они го празнат. Чекај сега, батали го Заев. Збориме локални избори. Ти си од Велес, така? Какви градоначалници, како градоначалници, каков лидер, такви градоначалници. Вие, дали ти гласаше во Велес? Не слуша, готово исклучен. Остај го, нека збори додека и се јави друг. Режија, врати го гледачот. Режија, те молам, врати го гледачот. Ало? Добро вечер. Добро вечер, господин Јанко. Повелете во програма сте. Благодарам. Поздрав до вас и до колегата и до другите колеги. За црната кампања. Јас мислам дека покрај економијата, корупцијата, најголем акцент во црната кампања се даде на антибългарщината. Тајните служби поврзани со Србија ја сватија та работа и удрија тема да биде бренд антибългарщината. Зашто србите, односно српските тајни служби, веќе почнаа да создават во Македонија нова нација антибугари, како што се пасати и антипасати. Јас сакам само да ви набројам. Нашите институции, Академијата на науките, раководствата на партиите, бизнисот, медиумите, нафатинари журналисти, нафатирани, онатака, аналитичари, интелектуалци, со полна уста обранат и истакнува македонството. Но која Македонија? Ова Македонија не се борел за ова Македонија Мире Поп Јорданов, а најмалку Гоце Делчев Виченто.
во Македонија никој не се грижи за јазикот на Конецки, нашето писмо е наречено караджица, а нашиот јазик се прикажува исклучиво како јазик на дворјаните од палатата на господјата Ѓулавкова. То се несува до пасошот на Даниела. Зашто не прашаме Богдановиќ дали има српски пасош? И дали еден ден ќе стане бренд србизацијата во Македонија да биде предмет за темна кампања. Има многу да се зборува, но за жал не сакам да ви одземам многу време. Лека ноќ. Лека ноќ и пријатно благодарам за вашето јавување. Убаво поврзавте неколку работи во сето тоа и нели антибугарштината, антисрпштината и сето тоа и нели доаѓаме до една ситуација на абсурд. А што со тоа? Добро. Одиме понатаму, следниот гледач веќе е тука и некаде крајот на емисијата. Ќе почекаме уште некој ако сака да се вклучи. Се извинувам. Што се однесува до излезеноста во вториот круг, очигледно е дека повеќемината ќе излезат. Не, има најави со некои аналитичари овде во емисија рекоа дека излезеноста во вториот круг нема да биде поголема од првиот. Оние што се незадоволни од работата на СДСМ нема да излезат да гласаат против СДСМ, едноставно ќе абстинираат. Тешко дека СДСМ-овец ќе гласа за ВМРО, тука е тоа повеќе од јасно. Единствено што може е да абстинира, да не гласа со помала излезеност, а од друга страна мотивираноста па која опозицијата е поголема после навистина огромниот успех кој го има во првиот круг. Но статистиката еве како што гледате и во живо како доаѓаат резултати покажува дека многу поголем процент од испитаниците од оние кои ќе гласаат ќе излезат на гласање, оние кои имаат право на глас. Овој процент беше многу понизок пред изборите, а сега навистина голема разлика. Очигледно е по големо расположение кај народот да гласа. Не збориме за кого овдека, значи воопшто не е поставено прашање за кого, туку каква ќе биде излезеноста. Единствено што ако некој има сомнеш дека можат да се наместат избори, во право сте. Секои избори можат да бидат наместени. Како вие, како обичен граѓанин, можете да ги спречите? Едноставно, да не оставите вашето ливче да биде неискористено. Значи, ако има мала излезеност, може да се манипулира. Негдека 200, 500, 1000 гласови ќе направат разлика. Но ако излезете масовно, тогаш малку потешко некој ќе може да си направи во своја корист. Било ВМРО, било СДСМ, било левица. Значи, ако сакате реално да имате каква е волјата на народот, излезете и гласајте. Затоа што мене ми е вечна параноја. Дали фингерпринт или не фингерпринт, она ливче што мене ми следува, ако не биде откочено, извадено, јас да го заокружам, мене ми е параноја дека некој друг ќе го направи. Затоа мојата покана не е да гласате за ово или за оној, за оваа или онаа. Вие да гласате. Дури и неважечко ливче. Еве, не ви се свиѓа никој. Но иди напиши таму Чак Норис, нека ти биде неважечко, важно никој да не може да го употреби во твое име за нешто што ти не сакаш. Дали ме разбирате? Ваше право е. Немате поголемо право во демократијата освен гласање. Дури и да сте најразочарани. Ви велам, поарно дајте неважечко ливче, напиши, не знам, напиши го името на твојата, напиши дик пик нацртај, нацртај некоја пароја, направи нешто било што, едноставно, дури и тоа твое право, ќе биде неважечко.
но никој нема да го искористи и да заокружи некого од левица, од десница, од центрица, од ова, од она. Ето е тоа. Океј, дали имаме гледач на линија? Да. Добро вечер, вие ќе бидете Добро последниот. вечер. Повелете во програма сте. Ајде, пак од Ново село се ја... Па, нели... Шо правите у Ново село, бе? Многу малечка разлика, меѓутоа има многу... Ние располагаме со кокаин. Кокаин? Да. За шмркање или за пиење? Кој се главни газди у кокаин у Ново село? Има кокаин у Ново село. Пошто е грам? Да. Колку е грам? Има 1000 хектари посадено со кокаин. Вие немате камери, немате ни очи имате, ни камери имате. Ништо немаме. Боро, мал Боро, едва спасие го на граница, пукаа по него и пај е главен производител. Ние, како обични, шилеговци, извини, на кандидат за председател на Скопје, ние па шилеговци устануваме. Да сте живи и здрави. Како? Колку е грам кокаин? Не слушнаш. Колку е грам кокаин? Колку чини грам кокаин? Дека да знам. Па нели имало кокаин кај вас многу? Не, каже од таа марихуана, бе. Марихуана. Марихуана. Колку е марихуаната? Одек да знам. Тие што пушат, они знаат. Ти пушиш? Јас пред некој ден ја овакса у алкоолит, сакам афион да садам. Не ми се јавува никој. Никој? Да. По јазик. Шо... правиш ли ракија? Афиона изгледа... Зашо Америка прави војна у Афганистан? У Афганистан. Кажи ми, правиш ли ракија? Како? Ракија, дали правиш? Не. Само пијам. Само пиеш? Колку пиеш? Колку пиеш? По 300-400 грама. Браво. Од каква? Жолта, лозова? Домашна. 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 Домашна твоја или домашна купуеш од други? Таа си е моја процедура. Од јапонски јаболки, од киви, од не знам што. Значи, ракија од киви праиш? Домашна. Ракија од домашно киви праиш? Да. Браво, бе, браво. Вечерва ќе се напиеш нешто, вака? Пием оште. Се оште пием. Како? Се уште пием. Се уште пиеш? Да. Зошто толку пиеш, бе? Зашо да не пием? Не бе, те прашувам зошто пиеш? Кој заев ќе ми каже да пушам дрога, марихуана да пушам? Па болje марихуана него толку ракија. Јетрата ќе си оштетиш. По-добро, како беше таа српската, болje биди стар него пијан. Не, таа српската е болje бити пијан него стар. Болje биди пијан него стар. И ти важно млад остана. Како? Млад остана. Не те разбрав. Како? Да си жив и здрав. Ајде, пријатно, жив и здрав и ти. Неко вас насокчиња тие шеќерлеми. Маш бе прав бе. Не, дрога, марихуана, таму, ко вас наркоманишта едни. Земи ракивка, троа написе бе. У Бао, у Ново село има кокаин. Па испадна не е кокаин, било марихуана. Океј.
крајот делото го краси. Благодарам, драги мои, за вашето учество во емисијата. Утре вечер продолжуваме исто така со отворени телефони. Лека ноќ и пријатно. Со во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е смисла. Не се одлука за зборен процес. Црвиновски. Добро е што Ка Република Македонија се различни Продолжи. Ја мислам сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да се купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си минја дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интензивна Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е од страна. Тие што прележале и веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Сакам нам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, со те души поплескаво. И од мене. Вино да пија и со јанко книга да пија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини.
Може ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix, по една чаша да изпиела. Зашто мајка му чисти, пере, готви, татко му седи пие. Зашто мора на мајка му одменица да бара, бе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Какво ја за те? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Ви имам еден брат, абе тие Далтони шо вече трите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слушат емисијата на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подоревоечка, мамо, планина, Прилепско поле. Така резонира. Имаш